Господјо Димова, што овој пат им нудите на професорите, колку тоа ќе им помогне за полесно справување со предизвикот образование на детето? Најпрво сакам да кажам дека долги години се занимавам со проучување на литературата воопшто и особено од методички аспект. Јас сум по вокација професор по методика на наставата по книжевност, а долги години предавам и литература за деца. Се направи еден извореден спој меѓу методиката како синтетичка наука и литературата за деца, така што сметав дека навистина им е потребно на наставниците нешто што ќе им ги прошири видиците, не дека тие не умеат. Напротив, имаме такви наставници кои што си го сакаат својот позив и сакајќи го својот позив навлегуваат длабоко и суштински, навлегуваат во делото, но од друга страна пак се содруваме со еден проблем кој што го нарекуваме синдром дури на нечитање. Децата денес не сакаат да читаат. Јас не го прифаќам тој израз или таа реченица, со оглед на тоа што ако децата денес не сакаат да читаат, значи ли тоа дека децата некогаш сакале да читаат? Дали сакаат или не сакаат да читаат, тоа веќе не е работа на науката, туку е работа на домашното воспитание и воспитанието што го добиваат во училиштата. Сметам дека оваа книга, која што јас не ја пишував наменски само, туку ја пишував и од душа, бидејќи јас самата и приоѓам на литературата како на нешто што облагородува, нешто што ги проширува видиците, нешто што може да не однесе во далечни светови, како што е тоа во Малиот принц, како што е тоа во Хари Потер, меѓу другите книги што ги имам анализирано во книгата. И јас мојата анализа ја поставив прво врз емотивна основа, но мојот емоционален пристап го издигнав на едно ниво на наука, така што сметам дека навистина наставниците ќе добијат една книга која што со задоволство ќе ја читаат, за лично задоволство, но од друга страна пак и ќе биде корисна. Јас успеав да го спојам корисното со убавото и сметам дека навистина ќе им помогне, освен што ќе им пружи задоволство од читањето, ќе им помогне да допрат до децата, до нивните ученици, кои што треба да се гледаат пред се како деца, како личности, кои утре можат да станат навистина оние кои што понатаму ќе ја продолжат традицијата на образовниот систем, а тоа е пред се воспитувањето на младите генерации да станат личности со свој ум, со свое гледање на работите. Во минатото децата се поистоветуваа со Зоки Поки. Која е таа литература што овој пат е препознатлива и најприфатлива за децата, токму од таа возраст кога се создаваат желбите за читање, кога се создава љубовта кон пишувањето, кон развојот на тој дел од детското творештво? Од она што јас можев да го видам и од лично искуство моите деца додека беа мали и потоа сега децата кои што растат во различни средини, дали градски, дали рурални, не е битно. Сметам дека малку поинаку гледаат на јунаците од книгите, односно бидејќи живееме во време на интернет комуникации, медиумите се многу застапени во животот воопшто. Мислам дека Хари Потер е момчето кое што го сакаат и сакаат да бидат така умни, така способни во спортот, во учењето, во дружењето. Мислам дека Хари Потер, како што велам и во книгата, е дете икона. Дете кое што стана препознатливо и во кое што се препознаваат децата што ја читаат таа книга. Сигурно не постои волшебно стапче кое што ќе ги натера децата да чита. Но како да се привлечат? Мора да се мотивираат. Значи, волшебното стапче е само инструмент. И тоа и реален инструмент. И спаѓа во доменот на инструментално чудесното.
За ништо во животот не постои волшебно стапче. Меѓутоа, волшебното стапче е врвот на сите напори што ги правиме за да постигнеме нешто. И мотивацијата е изворедно важна за секоја работа, особено за читањето. Значи, за да сакаат децата да читаат, не треба да ги убедуваме со тоа колку им е корисно читањето, колку им е неопходно за описменување, за збогатување на лексичкиот фонд, за запознавање со други светови. Туку сето тоа заедно, убаво спакувано со една мотивација која што ќе им биде блиска на децата. Јас сега не можам да ви кажам формула. Тоа зависи многу од креативноста на наставникот и од средината во која што виреат, односно семејството. Пред Нова година оваа книга беше излезена од печат. Затоа е моето задоволство на некој начин што индиректно ја поттикнува, можеби ја поддржува професорката Димова да направи нешто што ќе биде од корист за сите нас како практичари. Ние сите сме денес исправени, како практика зборувам, значи исправени пред проблемот како да го привлечеме вниманието на учениците, како да ја оствариме она неопходна комуникација, како да ги поттикнеме, значи, и да ги развиваме способностите кај учениците.